We are thankful to God that we are together in this morning, we Sabbath here in the church. Благодарни сме на Бога што сме тука собрани заедно ова утро во оваа црква. And I wish that God send His peace to every one of you today. И посакувам Господ да ви го испрати својот мир на секој еден од вас денес. We will discuss a subject about which we began in the evening, Friday evening, to speak. Ке зборуваме повторно на темата која што ја започнавме синоќа, значи петок навечер. But before studying from the Bible this subject, I want to read something. Но пред да ја отвориме Библијата за да ја проучиме таа тема, би сакал да ви прочитам нешто друго. Please open the second epistle of Paul to Timothy. Отворете во второто послание на апостол Павле до Тимотеј, или втора Тимотеја. I want you to look at two verses from here, in chapter 4, two verses. Ќе прочитаме два стиха од четвртата глава, значи втора Тимотеја, четврта глава. First verse is verse 6. Прво ќе го читаме шестиот стих. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Значи втора Тимотеја, четврта глава, шестиот стих. Зашто јас веќе се изливам како жртва леаница, а времето за моето заминување настапи. Paul, in this time, was a prison in Rome. Во ова време, додека го пишува ова, апостол Павле бил затвореник во Рим. And he waited for Timothy to come to him. И очекувал Тимотеј да дојде да го посети. And while he was there in prison, И додека бил таму во римскиот затвор, he asked Timothy that when he comes to bring with him some things. го замолил Тимотеј по писмово, значи, да кога ќе дојде да го посети во Рим, да му донесе некои работи. Now, I want you to see what he asked for. Би сакал да видиме што побарал Павле Тимотеј да му донесе во Рим. Let's look at verse 13. Да го погледнеме 13-тиот стих. The cloak that I left at Troa with Carpus, when to come, bring with thee, and the books, but especially the pergaments. 13-тиот стих. Кога ќе дојдеш, донеси ја наметката што ја оставив во Троада, кај Карп и книгите, а особено пергаментите. He asked for two things. Павле побарал, значи, две нешта да му донесе. The cloak, Наметката, this is something needed when it is cold outside. ова било потребно за Павле во време кога е студено, значи зима, He needed to be covered, да биде покриен, and the books. и исто така книгите. Especially, the Bible said, А особено the пергаментите. Tell me, what words were written on pergaments? Кажете ми, какви зборови биле пишувани на пергаментите? The word of God. Божите зборови, Божјето слово. Now be very careful. Сега бидете внимателни. Paul, from his youth, was a very trained man in theology, in Bible. Апостол Павле уште од својата младост бил образован и обучен човек во познавањето на Библијата и теологијата. Every day in his life, he preached the gospel. Секој ден во својот живот го проповедал Евангелието. Also, when he was in prison, he preached the gospel to the emperor, his commanders. Дури кога бил во затвор, Павле продолжувал да го проповеда Евангелието кај стражарите, например, нивните началници и така натаму, или другите затвореници. He knew very well the Bible. Мощно добро ја познавал Библијата. But before going in the grave, Но пред да замине во гроб, he asked Timothy to bring to him the Bible. го замолил Тимотеј да
му донесе, да му ја донесе Библијата во пергаментите. Why? Зошто? Зошто побрал Библија пред Why да a умре? man who has the Bible in his mind? Зошто човек кој што ја имал Библијата во својот ум, Who always preach the Bible day by day and a lot of verses кој што in mind. секојдневно со години ја проповедал Библијата со многу стихови во неговиот ум, Why did he ask for the Bible? зошто побрал да му биде донесена Библијата? I don't want to find an answer. I don't want to find an answer. Јас не сакам да го открием одговорот, But I want to love the Bible as Paul loved the Bible. I want to love the Bible as Paul loved the Bible. to love. To love. Okay. Но јас сакам, значи, да ја љубам Библијата толку многу како што Павле ја љубил. He wanted to have the Word of God near him Тој посакувал да го има Божјето Слово покрај него. in the last days of his life. Во последните денови од неговиот живот. Now tell me, Сега кажете ми, we are not Paul. ние не сме Павле. We are not preaching every day from the gospel. Ние не проповедаме секојдневно од Евангелието. We do not know from the Bible as much more as Paul. Ние не ја познаваме можеби Библијата толку добро и толку многу како апостол Павле што ја познал. How much more should we ask for the Bible? Колку повеќе би требало ние да сакаме да ја имаме Библијата покрај себе. To have it with us every time, Да ја имаме секогаш постојано со себе. every day. Секој ден. And when we have a break at the job or at the school, Или било кога за време пауза на училиште или на работа, or when we are going with the bus or in the train, или кога се движиме со автобус, со воз, to read from the Word of God. да имаме Библијата покрај себе и да читаме од неа. If Paul teach us to his epistles what means Christianity, Ако апостол Павле не поучува во неговите посланија што значи христијанството, in the last days of his life, with this asking Timothy, во последните денови од неговиот живот, тој бара вакво нешто од Тимотеј, she taught us what it means to be a Christian. тоа не учи нас што значи да се биде христијанин. He taught us that to be a Christian means Апостол Павле, значи, не поучува на некој начин да се биде христијанин, значи to ask always for the Word of God. значи секогаш да го бараме Божјето Слово. That's why today you must ask for the Word of God. Затоа вие денес треба да го барате Божјето Слово. Not from me, Не од мене, but from God. туку од Бога директно. Because the Word of God is life. Затоа што Божјето Слово е живот. And when God gives us His Word, He gives us life. И кога Бог ни го дава Неговото Слово, тој со тоа ни дава живот. For those who weren't in the evening, last evening, together with us, Сите вас кои што не бевте заедно со нас синоќа, петок навечер, I will repeat the major idea from the subject that we studied last night. ќе ја повторам главната идеја од темата што синоќа ја проучувавме. And after that, we will continue the study. А потоа ќе продолжиме со нашето проучување. Before this, how many of you do you have the Bibles with you? Претходно да прашам, колку мене од вас со себе ја имаат Библијата? I'm glad. God bless you. Бог да ве благослови. We use the Bible very much today. Ќе ја користиме Библијата многу често денес. Be very careful to the verses that I will repeat now. We won't read them because we read it last night, but I will repeat them. Обрнете внимание на стиховите кои што ќе ги повториме,
бидејќи ги проучувавме истите минатата вечер. Matthew chapter 24 verse 14 Матеј 24 глава 14 стих, например, told us that when the gospel of the kingdom shall be preached in all the world, then the end shall come. Овој стих, значи, не вели кога евангелието за царството ќе се проповеда по целиот свет, тогаш ќе дојде крајот. Then, in Revelation 14, verse 14 and 15, Потоа во Откровение 14 глава, 14 и 15 стих, John is describing the end of the world when Jesus is coming on the cloud of heaven. апостол Јован во тие стихови го опишува крајот на светот, гледајќи го Христа како доаѓа на небесните облаци. Before this scene, prophetical scene, there is another scene in which we see three angels preaching the gospel. Пред оваа пророчка сцена, претходно апостол Јован опишува една друга пророчка сцена, гледајќи три ангела како го проповедаат евангелието. So again, Уште еднаш. in Matthew chapter 24 verse 14, Во Матеј 24 глава 14 стих, Jesus is telling us that when the gospel will be preached to all the nation, the end shall come. Исус ни вели дека кога евангелието ќе се проповеда по целиот свет, тогаш ќе дојде крајот. And in Revelation, in the last book of the Bible, А во Откровението, последната книга од Библијата, John is describing the end of the world, Јован го опишува крајот на светот, and before this moment of the end of the world, he is describing the preaching of the gospel in the three angel messages. и пред таа сцена, крајот на светот, тој го опишува проповедањето на евангелието, вечното евангелие низ пораката на трите ангела. Now, from Romans chapter 1, verses 16 and 17, Сега, од посланието до Римјаните, првата глава, 16 и 17 стих, we have found that in the gospel, откривме дека во тоа Христовото евангелие there is something named power, постои нешто, еден елемент кој што е наречен сила, because the gospel is the power of God unto salvation. затоа што самото евангелие представува сила Божја за спасение. And this power is the righteousness of God revealed by faith. И оваа сила представува Божјата праведност која што се открива преку вера. So, when the gospel is preached, Според тоа, кога евангелието се проповеда, the righteousness of God by faith is preached. се проповеда всушност Божјата праведност која што се открива преку вера. So we can say Според тоа можеме да кажеме that when the righteousness by faith will be preached to all nations, the end shall come. дека кога Божјата праведност преку вера ќе се проповеда до сите народи, тогаш ќе дојде крајот. This was the study that we made it last night. Ова беше нашето проучување од синоќа. Now I want us to continue the study. Сега ќе побрзо да го продолжиме нашето проучување. I don't know how you are thinking. Јас не знам како вие размислувате, Which is your experience? какво е вашето искуство. So much of the things that I say to you, I say from my experience. Повеќето работи што ви ги кажувам се нешта од моето лично искуство. Believing that maybe in some aspects your life is the same or your experience is the same. Верувајќи дека во некои барем аспекти и вашето живот и вашето искуство е исто со моето. I often, very often, Јас често, многу пати, have met with people who told me имам сретнато луѓе кои што ми рекле вака. the subject of righteousness by faith is a very high subject. Темата за оправдание со вера е една многу висока тема. It is not for common people. Тоа не е тема за обичен народ.
You must be a theologian to understand it. Треба да бидеш теолог за да го разбереш тоа. You must do schools for this. Треба да завршиш училишта за тоа. If you are not a theologian, Ако you не- cannot understand this subject. Дека ако не сте теолог, не може да ја разберете оваа тема. I'm not a theologian. Јас не сум теолог. The question is, Прашањето кое што се поставува е: may I understand the gospel? дали јас можам да го разберам Евангелието? May I understand the righteousness by faith? Дали можам да ја разберам праведноста преку вера? Where do I find the answer for the question? Каде ги наоѓам одговорите за овие прашања? Who was last night? Must answer. Кој ќе одговори како синоќе што Thank праша? you very much. In the Bible, Благодарам многу. Значи одговорот е во Библијата. in the Bible, Во Библијата I will find if a common man and woman can understand the righteousness by faith or the gospel. Во Библијата ќе најдеме одговор на прашањето дали обичен човек, маж или жена, може да ја разбере Божјата праведност во Евангелието. Please go to me in Luke chapter 2. Отворете заедно со мене во Евангелието според Лука, 2 глава. Luke chapter 2, start reading with verse 8. Лука, 2 глава, ќе почнеме да читаме од 8 стих. Please read verse 8, 9 and 10 and I will read in English to be more easy for you. Значи, Лука, 2 глава, 8, 9 и 10 стих, ќе ги прочитаме сите заедно. Значи, 8, 9 и 10 стих од Лука 2 глава. Во тој крај имаше пастири кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. И одеднаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли и се уплашија многу. А ангелот им рече: не плашете се. Еве ви навестувам голема радост која ќе биде за сите луѓе. Do you have shepherds here? Дали вие тука имате пастири? How many universities did they make? Колку факултети имаат завршено овчарите овдека во Македонија? How many diplomas did they have? Колку дипломи поседуваат? In Romania, Во Романија, no one that is a shepherd has a high school made or a никој university. кој што е пастир, например овчар, нема завршено факултет или висока школа. And when we look in the Bible, А сепак кога гледаме, читаме во Библијата, I want you to see something. би сакал да видите нешто. In verse 10, Во 10 стих, the angel ангелот said to the shepherds, им рече на пастирите: I bring to you good tidings. еве ви навестувам голема радост. What means good tidings? Што значи ова? Радосна вест, радосни вести. I want you to know that the Salvation. word used here in the Bible Би сакал да знаете дека истиот збор што се користи во Библијата, во изворниот текст, is in Greek на грчки јазик, is the same text, е истиот the текст, same word, истиот збор, used and translated in other parts as gospel. е истиот збор што го се користи на друго место за Евангелието, Евангелие. So good tidings and gospel are the same thing. Значи, радосна вест и Евангелие, тоа е иста работа. So the angel was sent from heaven to bring to the shepherds the gospel. Значи, овој ангел бил испратен од небото на овие пастири да им го донесе Евангелието. Now, if the common people could not understand the gospel because they are not theologians, Е сега, ако обичниот народ не може да го разбере Евангелието затоа што не се теолози, why did God send to them this message? тогаш зошто Господ на овие пастири им ја испратил оваа радосна вест?
And why when Jesus preached the gospel, И зошто и Исус, кога го проповедал Евангелието, the high-leveled scholars of the Israel nation did not understood him, високо образованите теолози од израелската нација не го разбрале, but the simple one, the common one, did. но обичниот народ го разбрал. So, Според тоа, the first thing that I want you to know and to learn today from the Bible првото нешто што сакам да го знаете и да го научите од Библијата денес is that the gospel is for you and for me. е дека Евангелието е за тебе и за мене. And we can understand it. И дека ние можеме да го разбереме. And the words that God spoke to us will be life in us if we receive them. И зборовите кои што Господ ни ги кажува за нас ќе бидат живот ако ги примиме. So, Според тоа, we understand that the gospel, ние разбираме дека Евангелието, that means the righteousness by faith, а тоа значеше праведноста преку вера, is the most important subject for us. е најважната тема, најважниот предмет за нас. Because when God sent the angels to the shepherd to preach them the gospel, Затоа што кога Бог го испратил овој ангел кај пастирите да го проповеда Евангелието, He sent them to preach them about righteousness by faith, because gospel is righteousness by faith. значи тој го испратил овој ангел да им проповеда на пастирите праведност преку вера, бидејќи Евангелието беше тоа, праведност преку вера. And the angel was very simple in his word, in his message. И ангелот беше многу едноставен во неговите зборови, во пораката што ја пренел. Please look at verse 11 Ке ве замолам да го погледнете 11-тиот стих. from Luke 2. Значи Лука 2 глава, сега 11-тиот стих. Ангелот продолжува и вели: зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. So, Според тоа, the gospel Евангелието is righteousness by faith. представува праведност преку вера. When the gospel is preached, the righteousness by faith is preached. Кога се проповеда Евангелието, се проповеда Божјата праведност. We are thinking that is something very, very complicated. Ние можеме мислиме дека ова е нешто многу комплицирано, But the angel put this message, profound message, in the simple words. меѓутоа, оваа порака ангелот ја изразил со наједноставни зборови. Unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. They will call him Lord, our righteousness. И тие ќе го наречат, еден стих во Еремија, Господ наша праведност. You understand? Го разбирате ова? So, it's simple, Ова е едноставно, but it's profound. меѓутоа е силно. When the Bible is speaking about the gospel, Кога Библијата зборува за Евангелието, about righteousness by faith, за праведноста преку вера, the Bible is speaking about Christ. Библијата ни зборува за Христа. Now tell me, Сега кажете ми, can we conclude that можеме ли да заклучиме дека when Christ will be preached to every nation, kindred and tongue, the end shall come? дека кога Христос ќе биде проповедан до секое племе, колено, јазик, тогаш ќе дојде крајот? Can we say so? Можеме да кажеме така? Now, Сега, if the end ако крајот, did not came until now, ако крајот се уште не е дојден, that means that we have preached another Jesus and not the biblical Jesus. ако крајот се уште не е дошол, се уште не е настапил,
тоа значи дека ние досега сме проповедале некој друг Исус, а не вистинскиот, не библискиот Исус. And we must learn ourselves from the Bible who really Jesus is. И ние мораме да научиме за себе си во Библијата кој навистина е Исус, that we may be able to preach him to the world. за да бидеме оспособени да го проповедаме тој Христос на целиот свет. And we will begin in the next meeting to do this. И ние за таа тема ќе зборуваме следното богослужение, значи навечер. But until now, please turn the Bible with me in Matthew chapter 6. Но сега ќе предложиме и ќе ве замолам да отвориме во Матеј 6 глава. Please pay attention to the verse 33. Ве молам обратете внимание на 33-тиот стих. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. 33-тиот стих, Матеј 6 глава. Но барајте го најнапред Царството Божјо и неговата правда или праведност. So, Според тоа, the biblical Jesus библискиот Исус, is asking us to seek first библискиот Исус ни вели најнапред да го бараме the kingdom of God and his righteousness. Царството Божјо или Царството на Бога и неговата праведност. Not other things. Не било што друго. Now, Сега, if you and me, we start to seek first the kingdom of God, ако вие и јас почнеме најнапред да го бараме Божјето царство, how would the world, our colleagues, our family will see us? како тогаш ќе не гледа нас светот, нашите семејства, нашите колеги, пријатели и така натаму? When you are not interested in the material things of the world, Кога нема да бидете заинтересирани за материјалните нешта од овој свет, but you are interested in the spiritual things, туку ќе ве гледаат дека сте заинтересирани само за духовни работи. how would the world will see you? Како тогаш светот ќе ве гледа вас? That's one of the real problems of our church. Ова представува еден од вистинските проблеми на нашата црква. Church and every member in part. И самата црква во целина и секој верник поединечно. We are asking for the acceptance of the world. Ние бараме да бидеме прифатени од светот. And in every aspect we must receive the acceptance of the world. И во секој аспект бараме да имаме одобрение или прифатеност од страна на светот. I think you understand what I'm saying. It's not necessary to give you examples. But if Се надам дека ме разбирате што зборувам, нема потреба да кажувам некои примери. it is necessary to give you examples? Дали е необходно да кажеме некои примери? No. Okay. So, Jesus, Според тоа, Исус, the real and the only Jesus, вистинскиот и единствениот Исус, said to us, seek first the kingdom of God. нам ни вели, барајте го најнапред Царството Божјо, Царството на Бога. I want to tell you something from my life. И сега да ви кажам нешто од мојот живот. I was working for 9 years for 3 departments in one of the conferences from Romania. Јас во мојот живот за време од 9 години работев на 3 одделенија од нашата област во Романија. And after 9 years, I began to work on a different platform or a different way. И по тие 9 години започнав да служам, да работам на еден поинаков начин. Мисли независен. Without being an employee of the conference. Без да бидам вработен во областа. I want to tell you something. Сега да ви кажам нешто. None of my old colleagues Ниту еден од моите поранешни колеги didn't ask me if I found the kingdom of God. никој од нив
ме нема прашано дали сум го нашол Божието царство. But almost all of them with whom I spoke Меѓутоа, секој еден од нив, скоро сите со кои што сум разговарал, ask me how do I live. ме прашуваат како живеам јас сега. You understand? Разбирате? The accent is not have you in your direction found God more profound. Значи, не ме прашуваат дали сега во твојата нова служба имаш посилно искуство со Бога. But the question is, Туку прашањето е in material aspect of life. во врска со материјалните аспекти на животот. This is telling me Ова мене ми кажува that we are putting Christ to the level of humanity. Ова мене ми кажува дека ние го ставаме Христа на наше човечко ниво. We put down Jesus from his spiritual sphere to our material sphere. Ние го симнуваме Христа од духовната сфера и го ставаме во нашите материјални преокупации. I'm not very skillful in giving answers, Јас не сум многу вичен за давање одговори, but sometimes my wife gives me good answers. но прекојаш мојата сопруга ми дава многу добри одговори. And when I spoke to her what my colleagues have asked me, И кога разговарав со неа во врска со ова што све ме прашуваа поранешните колеги, she said to me, таа ми рече: have you not read them from the Bible? зарем не си им прочитал од Библијата About the birds who do not worry about their food? за оние стихови каде што Исус вели како птиците небесни не се грижат воопшто што ќе јадат. Or about the flowers from the field which are not interested in their clothes? Или за цвеќињата по полињата кои што не се грижат за својата облека. And I said, no, I didn't have this idea. But it's a very good one. Не, јас одговорив дека не ми текна тоа да го кажам, меѓутоа е можно добро. Добра идеја. The real Jesus Вистинскиот Исус is that Jesus е оној Исус who takes care of your food, кој што се грижи за твоето јадење, твојата of your храна, clothes, твојата облека, of your job, твојата работа, of your school, твоето училиште, without worrying you being worried about them. без ти да мора да се грижиш за сето тоа. You understand? Го разбирате ова? The real Jesus from the Bible Вистинскиот Исус од Библијата is a Jesus, is a person, he's a savior е вистинска личност, е спасител, who can deal with all my problems, existential problems, кој што може да се справи со сите мои проблеми, например екзистенцијалните проблеми. he has the power to do this Тој ја има силата и моќта да го направи тоа. if we accept to bear his cross. Ако ние прифатиме да го носиме неговиот крст. Now the problem is with us and with the cross. Значи, нашиот проблем е во врска со нас самите и крстот што треба да го носиме. Because we are running very fast Бидејќи ние трчаме многу брзо, for the crown of life трчаме брзо за круната на животот, without running with the same wishes, with the same speed, без да трчаме со истите желби, со истата брзина, to take upon us the cross of Jesus. земајќи го врз себе Христовиот крст, носејќи го со себе неговиот крст. And here is the problem. И ова представува проблем. God cannot save the man Бог не може да ги спаси луѓето who wants more the crown of life than the cross. кои што повеќе ја сакаат круната на животот, наградата, отколку неговиот крст. That's why Jesus was different from the others. Затоа Исус беше поинаков од другите.
That's why Jesus tell them to his disciple Затоа Исус им рече на своите ученици that it's necessary that the world дека е неопходно светот, should see that them were walking with him. дека неопходно светот да забележи во нив дека тие се дружеле со Исуса. So the real Jesus Така што вистинскиот Исус is teaching us to seek first the kingdom of God and his righteousness. нас не учи најнапред да го бараме Божјето царство и неговата праведност. What means this? What this mean? Што значи сето ова? Let's go in Romans chapter 14 Да отвориме сега во посланието до Римјаните 14 глава and let's read from there verse 17. и да го прочитаме тука 17 стих. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit, in the Holy Ghost. Значи, Римјаните 14 глава 17 стих. Царството Божјо не е во јадењето или пиењето, туку во праведност и мир и радост во Светиот Дух. So, Според тоа, when Jesus is asking us to seek first the kingdom of God, кога Исус не повикува најнапред да го бараме Божјото царство, he asks us to search first righteousness, всушност бара од нас прво да ја бараме праведноста, peace, мирот and happiness. и среќата или радоста во Светиот Дух. Again, Уште еднаш. those who are seeking for the kingdom of God Оние кои што го бараат Божјото царство, are seeking for righteousness, тие ја бараат праведноста, peace, мирот and happiness. и радоста во Светиот Дух. But I want to tell you something. Но јас би сакал да ви кажам нешто. If in this world Ако во овој свет will be a man or a woman постои маж или жена, who will seek first righteousness, peace, and happiness, кои што прво би барале ова нешто, праведност, мир и радост во Светиот Дух, the psychologist will say that this man or this woman is sick with a mind. психолозите за таквите би рекле дека се болни во својот ум. You understand? Го разбирате ова? A man who is righteousness, who has righteousness, Некој човек кој што има и бара праведност, who has peace кој што има мир and happiness, и радост, it's not a common не е вообичаена, man or woman. вообичаен случај на маж или жена. This man or woman Ваквиот маж или жена is from above. е од некоја друга планета. They are not from here. Тие не се од тука. But I want to tell something to you. Но би сакал да ви го кажам и ова. God has the sense of humor. Бог има смисол за хумор. Do you remember that is written somewhere in the Bible that God is laughing when he looks to those that are doing wrong things? Дали се сеќавате како е напишано на некој места во Библијата дека Господ им се смее на оние кои што прават погрешни работи? But there is another thing when God smiles. Но има и уште нешто. Има моменти кога Господ се смее во поинаков смисол. Tell me who is the master of this world now? Кажете ми, кој е господарот на овој свет сега? Девол. The devil. Ѓаволот. The men and women who are living on the earth, their similarity is with the devil or with Christ? Луѓето што живеат на оваа земја, на кого му се повеќе слични? На ѓаволот или на Христа? The devil. Now, in the book of Job, Во книгата за Јов we
we found that there was a council in heaven. 2 times had place. Читаме дека постоел еден небесен совет, бил собран, значи еден небесен совет, And representative beings from the creation of God came there to meet themselves and meet на God. кој што биле собрани представници од сите светови, секој од својот свет, кој што дошол да присуствува на тој голем собор. And in that council, И таму Satan appeared as the representative of the earth. се појавил и сатаната на тој совет како представник од оваа планета, од оваа земја. And God looked at him and asked him, "From where do you come?" И Бог кога го видел, го прашува од каде дојде. And very happy, Satan said, "From the earth." Многу радосен и задоволен, сатаната одговорил од земјата. And God is looking to Satan И Господ го погледна сатаната and asked him, и го праша: "In your journey through the earth, во сите твои обиколувања по планетата Земја, have you seen Job? дали го забележа мојот слуга Јов? In your planet, do you saw my men?" Дали на твојата планета ги забележа моите луѓе? He's righteous, Мојот човек, тој е праведен, he has peace, тој има мир and he is happy. и тој е среќен. Now I want you to know that God wants to have more jobs, not one. Сакам да знаете дека Господ сака да има многу такви Јововци, не само еден. And today, we are called by God И денес сите сме ние повикани од Бога to be witness да бидеме сведоци, for His character, сведоци на неговиот карактер, for His love, неговата љубов, for His righteousness. неговата праведност. And one day, И еден ден, when He will ask Lucifer, кога тој ќе го праша Луцифер, "Have you seen my church up on the earth?" дали ја забележа, дали ја виде мојата црква на земјата? Lucifer to say to him, Луцифер да му одговори: "Give them in my hand." дај ми ги во мои раце. And God will say, "You have them on your hand." И Господ да му рече: еве ти дозволувам, земи ги во твои раце. And with the church in her final days, И со Божјата црква во последните денови, to demonstrate for the last time in the history of the planet Earth на тој начин да покаже за последен пат во историјата на оваа планета Земја, that man can be overcomer over sin, as Job was. дека човекот може, секој човек може да биде победник над гревот, како што бил Јов. In the last days, a church will be raised to do this thing. Во последното време, како црква, ние ќе бидеме подигнати да го сториме ова дело. But as Paul in prison, Но како и Павле во затворот, this church will be only those who ask for the passion. црквата и оваа црква ќе се состои само од оние кои што ја бараат и ја сакаат Библијата. Will be those who will say stop to the philosophy of men, Оние кои што ќе ги затворат ушите за човечките филозофии, to the progressive ideas, theological ideas of human, за така наречените прогресивни теолошки, човечки учења, and will go back to the old word of God. и ќе се вратат назад кон старото добро Божјо слово. Please open the Bible in Romans chapter 5. Ве молам, отворете Библијата во Римјаните 5 глава.
I want you to see how peace will come in our life. Сега да видите како, на кој начин мирот ќе може да го исполни нашиот живот. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Тоа е 8-миот треба, да? А не првиот. И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Tell me, why did Job had peace in the moment when his wife came to him? Кажете ми, како тоа Јов имал мир во себе кога му дошла жената And said to him, и му вели: curse God and die. проколни го Бога и умри. Look at this verse. Please look in the Bible in this verse. Да го погледнеме уште еднаш овој стих. And tell me, И кажете ми, did Job had peace because he was a righteous man? дали Јов имал мир затоа што бил праведен човек? Look in this verse. Being justified by faith, we have peace. Да го погледнеме уште еднаш стихот. И така, оправдани преку верата, имаме мир. So we will have peace on this earth Значи, на оваа земја, сите ние може да имаме мир, only if we accept the righteousness by faith. само ако ја прифатиме праведноста што доаѓа преку вера. And we are very, very stressed by our school, by our work, job, and Значи, ние other things. може да бидеме многу истресирани од разни проблеми на училиште, на работа, About our food, about our dress, во врска со нашата храна, со нашата облека, about the needs of our children, потребите на нашите деца, because we haven't found the righteousness by faith. затоа што не сме ја нашле се уште праведноста преку вера. The Bible is telling us Библијата ни вели that when we find the righteousness by faith, дека кога ќе ја најдеме праведноста преку вера, with it we shall have peace and happiness. заедно со неа ќе добиеме мир и радост. That's why Токму затоа, at the end of time, на крајот од времето, when all the winds of the earth shall gather together to fight against the people of кога God, сите земски ветришта ќе се соберат заедно во борба против Божиот народ, they will have peace тие ќе имаат мир, because they are righteous. затоа што тие се праведни. May God help us Нека Господ ни помогне. seek first the kingdom of God. Прво да го бараме Божиото царство. It is an uncommon thing, Тоа не е нешто вообичаено, but it is one who will change our life. но тоа е нешто што ќе го промени нашиот живот. My dear brother and sister, Драги мои браќа и сестри, this is not a motivational speaking. ова не е мотивирачки говор, This is a reality. ова е реалност. I think you understand what I'm saying. Верувам дека ме разбирате што сакам да ви кажам. There are a lot of motivational speakers who come to the people and tell them, you will be rich, you will be happy, you will be. Постојат многу мотивирачки говорници кои што ќе застанат пред народ и ќе им проповедаат: вие ќе бидете срекни, ќе бидете богати, ќе бидете се и се. And so and so. И така натаму. These words are the words of God. Но овие зборови се Божји зборови. And maybe we will study the subject more in detail, Понатаму ќе продолжиме да го проучуваме овој предмет во поголеми детали, but in short, но сега накратко, when God spoke, there was. кога Господ рече и бидна. When He says, there is. Кога тој вели, така и се случува. So, Според тоа, if God said ако Бог рече that those who are seeking first
the kingdom of God and his righteousness will have peace and will be happy, that shall be. Ако Бог вели, оние кои што прво го бараат Божјето царство и неговата праведност, ќе имаат мир и ќе бидат среќни, тогаш така и ќе се случи, така и ќе биде. We go back to Luke chapter 2, verse 10 is the last verse that we will read at the end. Ќе се вратиме уште еднаш на Лука 2 глава 10 стих, последниот што ќе го прочитаме денес. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Лука 2 глава 10 стих, уште еднаш. А ангелот им рече, не плашете се, еве ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. What did the gospel brings to us? Look in the Bible. Според Библијата, Евангелието што носи со себе, што ни носи нам радосната вест? Joy. Ни носи радост. Did the angels also? Дали според зборовите на ангелот е така? Ни носи I'm радост. giving to you Ви навестувам tidings голема радост, им вели. that will bring joy. It will be a joy. Значи, ви носам радост. Now, let's think otherwise. Ајде тоа да го погледнеме поинаку. If we stay face to face with the real gospel of Christ, Ако се соочиме со вистинското Евангелие Христово and we do not have joy, и немаме се уште мир, радост, this means that we haven't received the gospel. тоа значи дека ние не сме го примиле Евангелието. Because in the life of those who receive the gospel, joy is coming. Затоа што во животот на оние кои што го примаат, кои што го примиле Евангелието, доаѓа радост. So, let's found the joy that is coming from righteousness by faith. Затоа да ја пронајдеме и ние таа радост, таа среќа која што ни доаѓа преку праведноста со вера. God is watching His word, Господ внимава на своето слово and God will fulfill His word и Господ ќе го исполни своето слово in the life of those who are prepared to bear the cross of His Son. во животот на сите оние кои што се подготвени да го носат Христовиот крст. The difference between a motivational speaking Разликата помеѓу мотивирачки говор and the gospel, и Евангелието it is that in motivational speaking, nobody gives you power to fulfill. што во мотивирачките говори никој не ви дава сила да го исполните тоа But што треба. in gospel there is power. Но во Евангелието постои сила. There is power to transform an unhappy man to a happy man. Постои сила која што го преобразува несрекниот човек во среќен човек. A sinner Грешникот into an overcomer. во победник. That's the beauty of the gospel. Тоа е убавината на Евангелието. And we will study about overcoming sin in the next meeting. И ние ќе проучуваме за тоа како да се победи гревот на нашите следни предавања. May God bless you Нека Господ ве благослови and open your heart before the gospel. и ги отвори вашите срца за примање на Евангелието. Амин.